Сега ќе видиме што се дешава. Не бе брат, не се нервирам јас, тешко мене некој да ме изнервира. Само проблемот е што брат, вака се случуваат некои работи што јас на сите помагам и после се збора за мене, демек ритко вака, ритко така, ритко преварант, ритко ова, ритко она, а јас не знам што сум направил од превара, кога све што сум ветил сум направил, никогаш за ништо не сум излажал. Така да, Кейт Бела е една од тие што збораше, Император е еден од тие што збораше, Маца е една од тие што збораше, па сега тука ќе седнат сите, ќе ги соочувам и мајката исто на Император. Зборат дека не сум дал пари нешто, не сум помогнал, сум ветил, па не знам 300 глупости. Па вечерва ќе видиме што се дешава и како се дешава, каде сум јас, ако негде сум сгрешил, ќе се извинам. Ако негде сгрешиле ќе се извинат и тоа е тоа мислам. Да немаме вакви работи, да не се збора, да не се спомнува моето име по TikTok и да ми се гнаси, да ми се валка името. Кое што сум го градел 7 години и сум таткото на сцената во Македонија. Така да не сакам да се уништува ова познато име Ритко Motherfuck. Кајто human fuck. Чи не сме. Те плукаат многу на TikTok, затоа вечерва ќе решиме. Пам сигурно луѓето јас кога ќе помогнам негде и ми пишаат по 100 души Ритко јас имам проблем. Сите одеднаш имаат проблем. Да не виде дека некој човек помага за нешто, сите одеднаш имаат некаков проблем. На сите му треба некаква помош и јас на сите треба да му помогнам. Јас немам куќа, јас немам фамилија, јас немам деца, јас немам жена. Јас треба на сите да му помогнам, затоа што јас сум, не знам што сум јас. Милиардер сум. Милиардер сум јас, милиардер. Дојди бе, ајде, што се веќе. Дали јас треба да ви ги платам вашите кредити, вашите долгови, вашите претплати, вашите сметки? Што е бе проблемот бе? Ти си циган, не милиардер. Цигански милиардер сум. Ајде, овде Император, овде Кейт Бела, назад Амет. Иде да се кадија? Тука. Амет Фастак тука. Здраво на сите. Здраво Кейт Бела, Здраво. Амет, задне Иле сум класи ја на очарите легендо. ми рекла дека треба да бидам сериозна. И сега слушај што се збора и ако ти дојди нешто во мозоко, зборај. Важи, крепи си се, уживај си назад. Во столицата крепи си се. Така. Вака са, добро дојдовте сите на овој прекрасен лајв. Тука сме со Император, кој што ми гостувал веќе во 2 лајвови, ова е трет лајв. Од друга страна ни е, значи, Кейт Бела, која што гостува веќе трет пат на мој лајв, кој се случија, иначе немаше да гостуваат, но се случија некои проблеми, каде што Император јадеше говна за мене на TikTok, лигушот. Исто и неговата мајка. Јас имам бон тон кон постари луѓе, но ете и неговата мајка овде пред него ќе ја наречам лигушка. Затоа што брат, мајка ти нема право да збора за мене непотребни работи, иако е доста постара од мене. Јас ти кажав, имам бон тон кон постари луѓе. Другарко ти Мацо збори прво. Прво 7 сата за мене збори, па чекај ќе, затоа ќе ја викниме и Маца тука. Да видиме кој што се жалел од мене. Кој што се жалел од мене и на каде сум сгрешил јас. Кажи ми што сум сгрешил јас кон тебе, во што не сум испаднал фер, значи кажи си вистината, кажи си ја, нема невистина. Прво ќе ти кажу искрено, значи ти кажа дека нема да се понашаш тако с мајко ми, нема вези, ако она ме хејта и све, добро, пак не мајка. Каде погрешив јас кон мајка? Тераса стои вентилот, ово, некој имаше некои лоши моменти, да. Добро, дали си ти свесен каде седнува мајка ти и кај иди мајка ти да гостува? Дали мајка ти беше свесна? Јас сум тој, јас не можам да бидам друг и не сум ветил дека со мајка ти нема да се понашам така. Туку тебе мајка ти викаше да не ја вреѓаш, да му се смеат луѓето, ти му викаше нема да ја вреѓаш. Не ти кажа нема да се понашам такоја.
Јас кажав дека нема да ја вреѓам. Да ме смири с скейт. Да, ама јас кажав дека нема да ја вреѓам мајка ти. А ја вреѓав нешто, ја навредив мајка ти. Па, Му имаше се обратив со некои курво, муабети таму. нечесно, грда, гнасна. Со што ја навредив мајка? Имаше некои и Па добро де, што е навреда кога ти го пукнале вентилот? навреда е глупо е. Навреда е тоа Кейт кога ти го пукнале вентилот? Видете, сега уна гледа на таа возраст да речеме, искрена ќе бидам реална, не навреда, него они се навредуваат. Меѓутоа сметам дека ако било навреда, она требала да каже на лице место. Да. Тоа вреѓање, ако ме навредиш, јас ќе ти речам Да, што ме се навреди. што се Тука ќе ти речам на лајв, нема да се насмеам на лајв и од после да го зборам тоа, затоа што мене ми се случи истото, ме разбираш? Да. Нема да коментирам дали е навреда или не навреда, меѓутоа сите ние треба се сме, затоа ја онako што го викам тета-тет. Тета-тет. Да, ја прошлиот пат, нели ние тука со... Иначе друго се ќе, Да. освен тој лигуш, мигуш. Тоа ја... За лигуш си. Јас овде не бев присутна на тие муабети и не можам да тврдам Друго како што што окей, било. не може да кажем, најполи. Али доколку било тоа, Македонија, дали Снеки изреагира во моментот дека тоа е навреда за нејза? Кој? Да, кажами. Не, ама во моментот на Во лајв. моментот не, она као... Па значи не било навреда. Вика, ја мислу ти ќе изреагираш, па ја викам ти си стара жена како... Нема, тоа е, да, секој си одговара за своите Ако ти постапки. смета и... Да. Ето тоа не имам... Добро, значи јас погрешив кон мајка ти со тоа што му реков кога ти го пукнеа вентилот. Па имаше некој, еј каква си цела блиштиш, ке ти скидам цело нешто, имаше некои 2-3 испада такој, што беа глупави од твоја страна. Добро, што му реков на мајка ти? Кад го шеташе ти гледа како блиштиш, ово е да си помна да покидае, вите нешто тој смислу. Па добро, стварно е мајка ти згодна жена. Како не е нормално. Чекај, што има тука лошо? Мајка ти е стварно згодна жена. Не си нормално, жи мислиш. Што е проблемот, например, ја и мајка ти да сме во врска, пример зборам. Нема проблем ако усе на љума свидиш зашто мене Па се е, ми смета. зошто, например, жени млади, чупиња со 25 години. Чекај, не играм кур, јас сум сасвим сериозен. Се колнам во синот, во Господ. Да ти ми бие с... Зошто 25 годишни девојчина се во врска, например, речеме со 50 годишни? За пари, брат. Ми може и мајка ти е со мене, може добро, може да. би и мајка ти би била со мене во врска за пари. Точно, можда. Така? Право си има право. Во денешно Добро, време, не, да, не, немам нормално, предрасуда. да. Све е дозволено, да. Мајка, разбираш. Такво дојде времето, немам Иначе, никакви она сака предрасуди. нешто ја Да. може да Да. забрани. Она сака да забрани да биде скейт. Како А ја- викаат, без старца нема ударца. А ја не би си ја- забранија пример с неки да биде со средба на уврско, ама она забранува да биде скейт. Тоа е малце чудно. Мене не ми смета. Јас ништо не ја навредив мајка ти, му реков дека е згодна, интелигентна, симпатична жена, да беше реков помлада, реков ќе те изедам. И стварно, јас си би ја изел и сега мајка ти. Зошто да не? Ама стварно згодна е. Згодна мајка има. Не си нормално. Згодна мајка Да, има знам, стварно, знам. да ти е жива и здрава. Фала. Виж што А може тоа со вентилот што прашав, може би негде погрешив, ама не мислев ништо лошо, стварно. Може би тоа да го Да. Много, тој може да е твој израз овоја, ама Да. се беше едино тој ти имам замерки, друго ништо. А? Тој немам друго замерки. Да. против тебе. А ти што се жалеше дека нешто пари не сум дал? Не, За мајка ја. ти завршивме, значи Да. мајка ти бија фатил доколку на мене ме сака, стварно. Па бија добро, иза- можеше да ми даваш 50 100 евра, кој како добар човек од срце. Ја мислеше iPhone ќе ми поклани 17. Добро, кажи ми Најискрено. вие кога бевте овде двајца, јас кога ја поканив Кейт Бела да ми гостува како гостин, дали нешто се договоривме за пари? Не. Така? Не, Ја не, беше не, бас не, нема не, ти не. праша. Јас дојдов за пари. испаднав Да, човек, точно. ви дадов Да, 50 евра, точно, ви точно. кажав еве да се почастите, Да. фала ви што дојдовте. Точно. Така беше. Така. Што е право, право е, да. Да. А не се договоривме ни за пари, Ни ниту за пак пари, јас ни за дојдов, ништо. Да. Вториот пат кога дојде ти со мајка ти, му кажав прво, ја поканив мајка ти, види прво колку недобар човек е мајка ти. Ја му викам на мајка ти, дали би ми гостувала, дали ќе ми бидеш гостин на мојот лајв? И не. И после кога ти му спомна пари, она се прифати. Она прифати да дојде, значи се врти околу пари.
Јас мразам император такви луѓе кои ќе некој доаѓа тука кај мене за пари и ми вика дај ми пари, јас напротив нема да му дадам на таков човек пари. Разбираш? А друго е кога некој си чути како што беше Кейт Бела, ја поканив, дојде, прифати. Значи, Кейт Бела сваќа, јас го сваќа маркетингот на сценава. А тебе ти работи и на мајка ти ви работи паметот само за пари. Значи не може туку така одма да ви дојдат пари. Ти мене ме изрекламираш као Лигуш, изрекламираме као Кинга и ја Јас те изрекламирав како Лигуш или таа те изрекламира како Лигуш? Не, ти кажеш Лигуш е. Ти рече дека е малецко дете и се понаша како Лигуш. Сам се изрекламира како така да речеме Како Лигуш. во делот. Да, и ние го потврдивме тоа дека си Лигуш. И јас уште стојам на тоа дека си ти Лигуш. Зошто ти се лутиш кога си ти Лигуш? Зашто сум Лигуш? Па се понашаш како дете со твојата принцеза. И не, да не го збораме тоа, веќе сме го зборале во минатиот лајв. Ние сме тука сега за мајка ти. Значи, мајка ти мене ми дојде овде за пари фактички, иначе немаше да прифати. Значи, мајка ти дозволи за пари, колку години е мајка ти? 62. Значи, мајка ти ја поканив како гостин овде да дојди, не прифати, кога му понудив пари, прифати и мајка ти овде прифати за пари, значи да биде понижувана. Па изгледа да. Јас вака гледам Значи на тоа што му вика вентилот пукнат, би те искинал колку си згодна да беше помлада. Значи тоа сето таа го прифати за пари и кога јас не му платив на мајка ти пари, она почна да дрдори како не му е страм со постара жена, не ми плати циган, ваков, таков, а да му платев пари, немаше да сум циган и немаше да сум нечовек, така? Значи тоа она е спремна значи за пари и годна да јади. Да му ги сервирам овде и да му речам, види како мирисат, мирисај господја снеки. И ќе мириса мајка ти пари за лајна за пари. Треба да го доведеме да прашаме. Значи не е во ред. Јас на мајка ти ќе му даев пари, ама она цело време беше насыскана на пари. Дај пари. Зошто не му дадов на мајка ти пари? Затоа што ми бара пари. Зошто ти дадов тебе пари таа вечер? Затоа што не ми бараше пари. Ти дадов 50 евра, те почастив. Еве ти реков и то тој ти ги донесе. Му ги дадов него, значи 50 неа во прошлиот лајв, со мајка ти лајв од тебе 50, мајка ти неа почастив ништо, затоа што беше насыскана на пари. И нема ни да му дадам пари на таква недобра жена. И во право е Кейт Бела. И тоа пари, значи да земе пари, меѓутоа како да ги земе парите? Клеветејќи ме мене, по нејзино. Значи, дали мислите дека можете да добиете пари и слава, да сакате да згазите на нечиј грб, да го исклеветите, значи, и видете што ви се случи. Не земавте пари, бидејќи одевте неправедно, бевте неправедни кон мене, јас му се јавив на Ритко, еве ќе бидам реална, кога чув дека вие ќе одите кај Ритко во емисија да ругате на мој грб и да кажувате невистини и клевети за пари, јас на Ритко му се јавив и му реков, Ритко, ја би сакала само да ми обезбедиш превоз, значи, само превоз да ми обезбедиш и сакам да дојдам, да си ја кажам својата приказна и својата вистина и да ги објаснам сите тие клевети и невистини кои што беа наменети на мој грб. Ритко прифати, нема проблем. Кейт, значи ми го плати превозот, значи прати менаџерот негов да ме земе. Дојдов за да се објаснам, мислев дека ја завршивме приказната минатиот пат кај Ритко во емисија, така беше Ритко, нели да поставивме прашања доста, добивме одговори доста, така да мислам дека тоа беше решено. Мислејќи дека е решено, после тоа се случува следен крак, али мислам дека можеби имаш некои пред прашања, па после да продолжиме со сите тие. Да. Имам прашања зошто збореше император за мене лошо? Што лошо ти виде од мене? Остаа се мајка ти настрана. Кажи што сум кажал лошо. Па јас не знам, ми пишаа 100.000 луѓе дека ти збораш за мене на TikTok, јас не бев присутен. Маца ми пушти што зборевте во Пеца Бајле. Кажи ми ти мене овде во очи пред 3000 луѓе, што сум ти погрешил јас тебе лично? Остаа мајка ти настрана, мајка ти не е добар човек, затоа и му направив така. Кажи ми тебе што сум ти погрешил. Ајде, да слушнам. Свели. Да.
Општо дури правиме лајови заедно. Што сум ти погрешил? Сега не, а порано правеше фейк видеа, памтиш? Што фейк? С бившо ми Сандра и Врапче. Кај бе, маца? Имаше го на фейк. А сега што си ми ништо, брат, Ама не збораме сега за Сандра, бе. Ете, ја имам такој осеќај дека претходна емисија ти мене проба или сакаше или понижи ме на некој начин. Ето тој такој мисло. Добро дојде срце моје. Хело на сите. Викам дека не ме викна нешто другарски, него да се подебаваш. Да бидат предмет на Здраво, заебанци. Кога сум се подигравал со Вториот лайв. За Лигуш? Лигуш, Копу Кенан. Добро бе, луѓе. Овде беше Кейт. Да. Јас ги смирив. Види, јас правам секогаш добри дела и на крајот сум јас пак Ритко циганот, Ритко не помага, Ритко лаже, Ритко не ни даде пари, Ритко вака, Ритко така. Ја пак ја кажам. Не давам пари на луѓе што ми бараат пари. Давам на тие што не ми бараат пари. И Кейт му кажа него дека се понаша како дете, сака да биде во врска и во брак со маж, а не со Лигуш. Тој се изрекламира овде како Лигуш и јас му викав Лигуш. Јас го измислив тоа Лигуш. Јас сум со тебе во врска, мене ме ебеш или Кейт Бела ја ебеш? Еле како е овој паметен човек. Ма не, чекај. Мене ме ебеш или Кейт Бела ја ебеш? Кој го ебеш? Паметен, ама кога не бе општо збору. Мене ме дупиш у газ или не ја дупиш у пичка? Не е у пичка, али сам пример, она ќе ти каже Лигуш, тој не боли, ама пример некој што те гледа 2 пати вика, абе Лигуш еден Копук, тој повише боли. Ама види, значи твојата жена бара да бидиш маж, не да бидиш. Не бе, она сака бебе, кажи сакаш бебе. Ама чекај са, сериозен биди, молим те. Ова се сериозни теми затоа што моето Па име не ќе бе тој га жалува Моето- аптека у Љутину. не, затоа што моето име се руга на TikTok и молим те биди сериозен. Добро, Молим сериозен те. сум. Твојата жена те кажува дека си Лигуш. Киш клапка да земаш. Тој га жалува аптеката у Љутину, тако ли е срце? Чекай, за кој дел сега збориме? За Лигуш. За кога? За... Вториот лайв. А си бил Лигуш? То кога си бил Лигуш? Не, пардон. Вака сега. Минатиот лайв кога дојдов кај Ритко. Да. Ќе најде, Со ќе се снеки. снајде. Со снеки овде и со снеки на лајвови. Ван мене стојам за тоа дека тој период си бил Лигуш, да. И си ми кажала дека си Лигуш и си бил. Затоа што пред се бил Ритко како Ритко, да речеме, нема сваќа Ритко образ. Значи да не му замерам. Он, види, он си прави шоу. Да речеме, он е шоумен. Така. И он си прави шоу, он ја гледа ситуацијата што ја гледа хаосот што се дешава. Може би како окей човек сака да направи добро да се решат работите или да се разредат, може би сака да си направи шоу негова работа. Ти тука не правиш на никого лошо, ти нудиш. Да. Сакате да дојдете? Ти и мајка ти сакаме да дојдеме. И сега, ти си тој што треба да размисли дали е окей идејата да ја доведеш мајка ти тука. А Мајка он му што дојде ќе- за пари. Он што ќе ја прашува, ја не викам дека ти си Лигуш, зборам за тој момент. Он што ќе прашува и како ќе прашува, ова е негова емисија, негов лайф, негово шоу, тоа он не каже, ја ќе поставувам вакви такви прашања, како на Марсовецот кај Буки у емисија, што се љутеше, ќе го тужала Буки дека ја пратил дека мириса на лук. Чекај, тоа е лайф, ова е лайф, сите знаеме дека се емитува во лайф, не се крие. Така да, и самата она не си ти бил крив, него она, докаде и отишол паметот, да земе пари, да се довлечка во емисијата Итко, жена на таа возраст, за пари да удри на мој грб, ајде со вистината ќе прифатам, меѓутоа со клевета, на мој грб со лаги и со превари, да доаѓа овде да збори за мене за пари. Тука ти си требал тоа да го спречиш. И јас во тој контекст кажав дека јас да би се ставила на твое место со мој родител, јас тоа не би го дозволила. Значи гледај, Тоа. јас кога ја поканив неговата Немаш мајка ли да ми ништо гостува, тука, да, не, да, кога да. ја поканив госпоѓа Снеки да ми Јас ќе гостува, бидам реална. госпоѓа Снеки не прифати. Кога му понудив пари на госпоѓа Снеки,
за да дојде кај мене прифати, јас си го плаќам тоа и можам да си изборам што сакам, затоа што тоа ми е платена програма. Така. Но јас кога сватив дека оваа жена доаѓа тука за пари и ги трпи сите овие работи за пари, значи таа не треба да добие пари. Зошто како човек кога ја поканив, не бе, а кога му се понуди кичановиц, одма прифаќа. Ти доаѓаш кога и да те викнам, затоа и си почастен. Јас тебе ти дадов 50 евра, на мајка ти не му дадов ниту динар. Нема ниту да добие динар од тебе, од мене мајка ти. Завршена тема е мајка ти. Кажи ми ти што имаш против мене, што сум те навредил јас тебе, што сум ти сгрешил, ето тоа лигуш. Ти си уште лигуш за мене. Ти да не му сгрешиш, увек ќе му бидеш грешен. Значи ти кад ќе скочила додека, што и да биде, увек ќе си му грешен. Значи на njega колку пута и да му помогнеш, џабе, се ќе се прави добринка, ќе седи туја, ќе биде добар, и скочиш од овдека 3 дена, па си лош. Кој е увек? Ти си увек такоја импа искочија, увек си таква си личност, таква си особа, таков ти е карактер. Но ти се ќе бидеш добринка, се ќе биде многу добар. 7 сата века му гаси го мајко ми, ако си тоа добро да не е. Зашто да го гаси мајко ти? Жена се дојде кога мира на лајк. Ја го слуша, јас сакаше прво да пребравам добро, да ги свиру. Чекај, да бранира го ја цел лајк ти. Кога? Не треба ти да браниш никога. Ама слушай, тој се си у мој лајк. Значи не треба да го гасиш, Ама чекај, да тој се браниш. твој живот го промовираш јавно, он тој се деси кога мене на лајк, мајка ти дојде. Ти заспаи го остави мајко ми да седи. Значи тоа си немој да трескаш глупости, немој да трескаш глупости. Ти ќе глупости. спори за мене, оно. Ајде заврши, ајде. Прва ти на мене ништо добро не си ми направила. Ти приде прва с гифтови, со све да ти покажу, ја ти покажа. И ти се после здружи со тоа, што се здружи за гифтови и ме блокира. И тоа е тоа, никога да разговарам. Ти си значи катастрофа особа, на моја кој да му помогнеш, тој да му Тоа даде. ми ти мене помогна. Ја викам бившега дечката во емисија ќе дојде. Викни што сакаш, бе, ти ќе Што сте доваѓале сваки ден пред врата, бе. Слушај, Ви сте доваѓале каде мене. Кој Не ја доваѓа? Дојди тука, Оди ке едемо бурек, некуде, дојди на Гледаш лямче колку пута луѓе се каја, значи само Не, паре и Да тебе. нема викнемо ацета у лајк. Фамилијарно, јас сум с неките окей. Али вас. Јас збору све се доктор. Ајде да чеме ги Не не ништо на уставиш. памет. Да чеме ги Ти не се уставиш. чепи, леко се понаша Ајде чеме. помала, она Ја нема треба да културу слушам, за како да емисија. чуди, Чекај да има зборам. Значи она нема културу, се смеја да Искочи, седи. слушај, Види ја се. може тебе да одвикуju. Искочи Не се. се надвикуј, не си Имаше ли права. време да збориш? Јас сум закаснила, Не дала ти сам ти дава време да прости пут збориш. да дадеш шансу да збориш. Јас сам дала, слушај. Гледај ќе да се. Дај ќе жити све. Ајде за Колку пута, значи, дала сам ги време, Да ништо тичност нека. Сок ќе дај. Што и да е. Има сок. Леле, дала сам му време, закаснила сам да дојде да збори, да не се натикуи с njega, пошто го знам какъв е. И па људи исто, еве га, па збори. Ајде, кажи се, ќе те се слушам, па ја да започнам. Ама што имаш ти против мене да збориш? Ама кој ние нема нешто шансу? против тебе, ти збориш Кој против мене, смо ти ја цело имали, време ај ме ти ставаш. близину за да те ја тебе зафркну нешто. Кој ти е тебе филм? Кој ме не ли се завртнаја, па ти не се завртнаја Што само сум те мене. зафркнаа ја тебе? Колку да се, прво е било на Кој сме почеток. имали ај ти близину освен разговор Па за да, TikTok и за отрему? Што За сум те пари си ме зафркнаа? завртнаја. Значи, За къде да какви се пари? Кад си ми ти дала мене пари? Не се ти дала, бе, изнесала съм ти пари, бе, мајмуне. Како? Мајмуне, леле, Не, господе, исто тако и на Боже. лайв кој да мене збореше. Ритко не му ја даја денар, ја ga имам лайв да га вратам, сега Ритко вика даја се му 70 евра. Зашто Не, лажеш? 73 еден. Абе, па не ни денар е не, денар. не, Па не ни не, денар. Па не ни денар не ти Па е ја кажа преска бе. Нема да лажеш, зашто лажеш? Денар не си му даја. Да, чекај, ќе дојдеме до тоа. Јао. Јас пија, извини, ќе те допрем. Маца, не Јас можеш ти пија, се збере, ја ќе ти јас, доведу до чекај, јас пиев, таја во колку сато ми прати говорни пораки. Да, имам уговорни поруки кога зборив. Значи кад почна моја мајка да те напада, тебе она те брани, а кад ме нападаше мене цело време, овај мала Абе, ја балавица немам од 20 години Абе, ја се немам збори лај. с моју мајку за работа, Шелјамчо. на мене и Кейт, кој Кейт има поголеми деца од тебе. Шљамчо. Прво ти немаш Слушај, ти право. слушај, немаш право. Извини, молим Ти те. си една- ти- Кој ти имаш Слушај, авторитет, што си ти ако постигнала у живот? Што имаш ти? Кога Ништо. збориш, идеш по лају, не збориш како се. Англиски не знаем малку, ала, како се пиша? Збори како се, бара, збори како се, стављаја кур, и он наши. Да, збору. И он е Може нашиот ми да се. збори да кажува јас Може сам ми се. постар, па ти немаш ти некаква почет од тебе. Како се разбрав малку с мимике? Еме да иче да чуја курија како сам се разбрала. Иче да ти чуја тој. Како викаш на рецепт? Тоа што ме збориш тamo по лајови, ајде Кафе. мрш. Па ја би се боли и Па од тебе ти- и с говор, ти мимике знаеш, па ти ме разбрав. пратиш мене, ти ме гледаш, Колку ти виж. е твој мозок Еве да га стане мој факт, залуте. еве га мој
девојка жало, ќе ја викну Ацета да потврди колку си ме молила кафе да пиеш да се здушиш с мене. Јас сум казино каде работи девојка ми. Гангола, дојди жити мене, брат, ќе потврди. Доваѓа, јас се играм во Спорт Лайф и она пружа руко, здраво, ти си император, ја принцес Маца, ја го гледам, која принцес Маца, мислу си и викам, ја кај ти опало TikTok, сакам с тебе да играм, важи. Гангола е скапа. Како излиш? Како? Чути? Излишам удари. Гангола ќе дојде се ќе потврди. Како? Лъжи. Ти сакаш да ме спуштиш мене, Па ако ти си си спорт, спуштена, мене. ти си спуштена. Па на ти, на твое 20-годишно ниво, ало. Вместо да имаш деца, да правиш деца, ти си ги изиграваш приматону. Ти правиш видео да провиеш деца, жена ти да оставила. Старлета. Нашия си душа жена, спориш по лайвови за кој си го е баја. Баш да не сум старлета. Спори од други Маца лайвови старлета. Наритка Важи, ја не старлета. иду, Заврти ја го, не брате, иду. шампут да видим кој Ја не е. иду люди по лайвови да Жити мене, спору. заврти го. Нашия жену, како го е баја жену. Тој Не, люди, разлика. јас съм мислела, окей, ти Ау. интелигентна жена, паметна, Фокус али да камера. се спушти до овој ниво со сабакога шљамчу. Па ете, Да иде доста си да се по спуштиш. подкасти, да збори како се е баве. Тоа е Ја ќе збору, што А сакам чекай да да те моја. прашам. Ти не го правиш тоа со дичката? Не А, се слушај, идеш? да, Само не го збориш. Ама да, тоа е приватна Ама ти ствар. може да Оти што правиш и зборите многу по лайв. поголеми количини. Добро, слушај сега ќе. Збориме, да. Да, После 4 години зборам ја Дали е дека се окей? јебам со Добро, дечка. дали е окей да А идеш ти по може подкаст? се јебеш 4 Дали години е у окей Бен. да идеш под подкаст и да го збориш тоа? Зашто сите се Имаш јебат? деца, Сите прво се прво. јебат. Се Да. имаш, ама имаш деца, Да. тие деца не, значи има другарчија, утре ќе ги испејават тие Ама ти деца. како имаш Тоа деца, не е ќе ти твој викам. проблем. Ама не, па според Ама па тоа што не е е има твој Аз сам проблем? мислела дека ќе роди деца, Ама дека зашто ти не дава знаеш? свој деца, Зашто своја си принцес нервозна? Маца. Зашто ти не знаеш? Ами ти ќе родиш деца Маца. Не, ти си нервозна. Не. Ајде, еве, Ти се браниш, браниш со напад, не биди нервозна. може би Полека. се. Па ја не Чекай знам. сега, дај полека да одговараме на прашања, знаеш, ја не Ма не ме глумиш се, кеј ти Ја не интелектуалот, глумам. молим ти Ти сај. глумиш, зашто бегаш? Слушај, Седни тука да разговараме. седни Ајде од тука да почеток да разговараме. почнеме. Ајде, Вака. Ајде. Ајде, Кейт, со тебе, ајде, баш како ти. Јас, па ја не седам вака, ја Па вака како став седиш? селјачки немам. Ајде. Ја имам многу Ајде, по-софистициран став О, од извини, тебе. интелектуалка, не те Да. препознав. Ајде. Ајде, молим те сега што сакаш да кажеш што не било добро, јас што кажувам мојот дечко дека има секс со мене. Да, тоа да го раскажуваш, имаш деца. Па ти може на си моја возраст, па значи ти 20 може си години. се издупила со 30 мажи во овие Никој, 4 значи, години. ти се Па правиш мене ми е- поштена, ти се правиш Ама поштена чекај, 4 што е тоа години. твој проблем? Па што Што те засега Што те тебе? засега, јас колку сум се издупила. Е, па штом тебе Јас те сам- засега за мојот секс лайф, Па а ја не, кажувам, тоа слушајте, ти вас во не реалност сасега, си вас се не са- издупила, Ајде ама да не си слушам. го кажала тоа во лайф. Да. Да. Баш Е, сега. баш е окей Ти жена си која има многу- 40 години да оди по подкасти и да кажува како се ебала со својот партнер, со својот дечко после А 4. каде ја тоа го кажа? Каде и пукнал вентилот, баш е добро да Не, се тоа збори. не го кажа на мене, тоа беше во разговор помеѓу Ритко и помеѓу мајката на император. Немој да ги мислаш работите пошто си Баш е- малечка. баш е А убаво. каде е тоа ја кај што зборам Ама чекај дека са, јас дека овде- имам секс на лайф? Ај покажи го Што? тоа. Кое? Кај што јас зборам дека имам секс со император на лайф, покажи го. Да го покажам. Да, каде е тоа? Ајде да најдемо. Ајде да најдете. Ајде. Добро сати. Добро, сега чекајте, јас тука Да, ти не добро, јас сати, тука да. ве собрав. Значи супер ме пратиш, Да, а? јас Добар го- Па тапкач еве сини. супер ме прати, Да, супер ти ме не. прати. Добар Па тапкач не, си. сом не снимаш, пратиш, Тапкач добар си. Пред малце што Не те кажа? прату тебе, не Англиски те луѓе не знаат, значи Никај му да фан така ми е. Да, Ритка, од Ритко и клипери О, сам да, па јас сам видела од тебе. клипери, куде зборим за вас, куде само тој искача луѓе, куде се како се ебале, куде е баја, збори Да. пред мајко му збори Ма куде јас го сам ража. те, луд па луд, Ама не што можеш ти ти да е ме тебе смееш. тоа, Ти биди Гајда? добра Па кога ќе тоа е, родиш деца што да ти ме е тебе? Ви се правите Од онako снимања. некои интелектуалци, Од некои Ти седиш поштени. тука гола со цицките Па и со да, па јас пичката. кажам да тебе еве дојду вака да Заради може. мене, а само се брукаш. Па ти си дошла да ме коментираш по лајвови Не, мене. ја Како тебе не јас те се комен- облекувам, ја како тебе јас не те 20 спомнам. годишна. Како Ти да кај се- мене кмичеше Не, по лајвови на како меч да молим те ти се, пуштам. Ти си ми се Кмичеше маца. Ти си се Еднаш те гладила. пушти. Што? Чекаше кај Ангела цел ден да дојдам да се сликаш со мене. Да се сликам? И на крај викам, ајде бе, Ајде. остајте ме таму. И јас се заседнав со гости да тебам кај Ангела керка ми. зашто ја бараш И Ангела дојдоа да кај кажеш? мене пред зграда со Аце Педер да се сликат. Ма Зашто тоа, ја бараш? малечка си за мене. Зашто не се јавиш на Ангела да Ова, ја кажеш? тука покажи ми
или меѓу ресот се Ма, потиш? ти можеш да се Пошто ви потиш, кажат да дека потиш. на смрад мириса тука меѓу Погледни овако. баш, значи даска, ти можеш Не, срце, јас сум елегантно Можеш да- секси, Ма, а ти си елегантно валка на Ти секси. си даскара. Да. Даскара ти не можеш, немаш Па, никакви брат, ти атрибути. си ќофте. Не си за нигде. Ќофте. За нигде, че Ке бабче, жена ljudi. пола тело ти е у цицка бе срца, оди на диета. И од целулит не те личи на 20 години. Јас сум скромна, обличана и елегантно Вау, секси. како си секси. Ај ставаш покажи очи го да газот. ставаш. Па што Па твоја да, мајка му? и на твоја возраст сум била елегантно секси. Твојата свекарва кажа сама. Ама чекай, за дека не ја ти одговара. дојде со мене да се Дека караш. не ја одговара тоа по кроп топ дома да Шум шета. ја гаре мене за Е, па што ти мојата мене свек. коментираш, На тоа тебе него те му коментира. одговара. Тебе те коментира. На него му мајка. одговара. Ми е гајле, на него му одговара. Он сака да сум му секси, Ало? али не сум као тебе тука со гола пичка и Па цицки. да, да можеш да видиш нешто пред што не цел можеш лајф. никога да имаш. Не бе, јас сум пред моја Ма, не дечка можеш- секси. Ви сте. Ма не можам ти си 20 години сум мене, се Никад не рамјаш, можеш да а бидеш толку мене. сум јака луѓе. Много си 20 јака. годишно девојченце, што може Да, кирка да ми биде, да Да. се мери со мене дали ја поубава. Ама Да се ви се разбира мерите, дека ви не се и се мерите. давам. Пошто видете а колку е као ќофте. Целата она е колку мојата нога. Јас сум само 2 метра нога. Она е целата. можете мацати- Целата она Кеј- колку кеј- моја нога. кеј- Затоа ќофте Фокус, соприга. релакс. Дали можете да престанете да се карате вие, затоа што јас овде ве собрав што збора вашиот маж за мене, а не вие да се карате овде. Разбираш? Што мене произведиш, тоа ти Чекај, следува. император- Ама цело време Чекај, од уста да. не ме вади, од уста не ме А вади. од тебе? Чекај Па, срце, мене. чекај Дело срце там, моје, ќе ќофта дојдеме и маца. до тоа, ќе дојдеме и до тоа. Император, Молим. што си зборал ти за мене дека јас не сум ти Алекс. дал динар? Не, бе, кажа. На снеки така кажа. Снеки си кажа кој да ќе му лај, не ја. Ама јас не му дадов Ја пари ништо на не мајка ти, коментирам, јас ти дадов пари тебе, не на Јас мајка. за пари ништо не коментирам. Мајка ми коментира кој да А, не Маца. лажи, не лажи. Коментира. Значи еден по еден да збораме да се разбериме. Зашто ти кад се вику дека ја ти Коментира дека Ритка збори за Ритка, затоа што сакаше да се извади од ситуација, луѓе, пошто мајка му го набавала од куќу и сакаше да се извади од ситуација, па почна за Ритка да Од го која набаја. ситуација да Зашто се Ритко не му е дае пари? Денар не ми е дае, кажа, имамо Не, гласовни поруки, имамо видео, Нема ја веќе имам кога цел снима, лајф. она прави тој, мене јако ќе ти се јавам на тебе. Па зашто лжеш? Ти кажу. Зашто лжеш? Па каме да Па види ја доказ. Признај му. Каде се збориве? Чекај да видим. Признај, ајде да видимо. Ма не, нема Ја проблем. ти вижте, викам, моли. гаси го Може мој некој мајка нешто, 7 може сата некој да даде мој збори, лајф, стара да жена, она упорно. Она ќе дели правду, мрсоље не Ма сака не. избрише. Не, император, Дели- слушај, то нема проблем, брат. Чека, откуде ти тебе пари, ти ако не работиш, ајде. Ете, хети го, па не ти дај Ете, пари. ете го. Ти пуштиш на TikTok нешто. Ете, мајка ми збори. Ја нема, не сум кажал, слушай. Значи, он тамо се отишла да би да стегнеш популарно. Себе и Не, без популарно. популарност. Мене не ми е за популарност. Значи нема Не ми треба пари. глупости, ако слушай. Ја не сакам популарно да бидам. Така имала популарност 42 години има Ама зашто чекај застани? Ја ако ајде се и 50 глупира и никој А знаеш што? Поклон да донесете срамота с празни руки овој. Еве ти се смееш за тоа што јас те Да. учам на човечност. Ја го зафркавам њума, што е? Јас го учам на човечност, Добро. затоа што прв пат ми доаѓа мајка му и му реков не доаѓајте со празни раце. А он се смее на тоа. Што е смешно да ти кажам, не доаѓајте со празни раце, срамота е на лајв, може некој да ви се смее и да јаде говна дека доаѓате со празни раце кај мене у студио. Така е. Обично на гости ги давав поклони, не ги... А нема везе. Што обично на гости? Поклони ги дава од спонзори, новченици, парфеми. Не, ти не ме разбираш. Да. Јас ти викам, кога доаѓа гостин. Па добро, ја не га Прв сметам дека ти овој тебе дом. А тој што е ова? Да си ме А, викнае ова е дом, шупа е? Ова е друго брат, бизнис, сега глупо е, дојдете гости и купите нешто, немој с празни руки. Па како бе со празни раце да ми доаѓаш? Јас те штитам Па ги тебе се смееш да ми си ја те учам на човечност за да не зборат луѓето лошо за вас. Ви реков, не доаѓајте брат со празни раце, донесете нешто Добро, ја мислам- сокче, нешто Ето таму како чоколада, отидеш, таму мастика, кур донеси бе брат, не доаѓај Да, со без кур, не. празни раце. Ја те учам на човечност. Да.
за луѓето да не зборат за тебе од утре лошо, вакви какви клошари, доаѓаат со празни раце. Ама важно од ваша, што дека бе ти си купил 5 Кока-коли? По кој кажа што ништо не може. Што ако колку се тоа бе 500 динари, јас сум ти дал тебе 50 евра. Точно. И сум ти дал уште 50 кога беше со Кейт. На Кейт сум му го дал тоа. Значи ми доаѓаш ти дома во моје студио и ја те учам, оти ти си лигуш, те учам да не доаѓаш со празни раце. Што е тоа лошо? И што има веќе на тоа што сум кажаел? Ма ти се смееш на тоа. Си играш мајка те меклеле, ритко нема чоколадо дома или нема сок. Не кажа во тој смисло. Нема го за така, мајко. Ти така тоа, ти така тоа. Сата кога Мацо. Маца неќе да го угаси. С мајка ти те Маца неќе да го угаси, а прави се она добра помагала ми. Слушам жена. Она е опасна лисица. Чекајте малце. Сите од TikTok влезите на Кик, од Safari или преку Google, влезите во Safari или Google, kik.com/Ritko motherfucker на Google или Safari горе во search. Или симнете вашата апликацијата Kik Live Stream за да продолжите да гледате. Сега ќе се гасам од TikTok, влегвајте сите на kik.com/Ritko motherfucker. Значи брат, дали луѓе, чекај ќе ги прашам еве луѓето, дали е грешка што на некој му реков немој брат да доаѓате со празни раце затоа што гледачите можат да јадат говна дека доаѓате со празни раце да ве брукаат и сето тоа. Дали е грешка што сум му го кажал тоа на император? Ја му кажав за човечност, да излезе човек пред сите вас. Дали е тоа грешка, мене ме интересира. Каква грешка направив? Ја за овај да ми се смее мене. Тебе не бе. Не тебе, ти не ме сватиш тој видео. Јас знаејќи дека овај не е свесен овде и дека може да ја утне, јас му викам, не доаѓате брат со мајка ти со празни раце, затоа што и мајка му е специјалка, кога се согласува за пари да биде вреѓана и понижувана, така ке? Апсолутно. Да. И јас ги сметав за стварно несвесни луѓе и затоа јас му пишав, уствари му кажав, не доаѓајте брат со празни раце, може луѓето да зборат дека сте, како, да ве вреѓаат, така ти реков. Да. Кај некого дома, кога ве кани прв пат, не се оди со празни раце. О, боже. Ја, например, гости ги викам да ги тражу ништо. Ја ќе се надоврзам на тоа. Али тој е дома. Што го спомна тоа. Знам дека тоа не се вели луѓе, знам дека не се вели на некого не доаѓа со празни раце. Треба сам да му текне. Да, ама него немаше да му текне. Затоа ја сакав да му поможам да испадне човек. Па тој се носи ако произведува сирење па да ти покажува, па ја што да... По ти е платијас што се дојде. Он мисли дека мене ми е спонзор. Леле, господе, колку Не е спонзор, будала бе. човекот. Ало, друже, ми доаѓаш дома со мајка ти. И не Прв дома, пат. у студио. Ама ова ми е дома исто тука они спијат. Не е исто се. Не, како не е исто? Ајде, молим те. Не е исто дома и у студио. Добро, ете не е добро. А зошто сирење да ми донесеш? Пример, кад ви произведуваа сирење, па да го рекламирам, еве Ритко од моето сирење, од моите кози, и ќе си го изрекламирам тука и тебе на лајф. Ово што да ти донесу, бе, брат, немам ништо. Што ја не живу село, па ти донесу нешто млеко, да подкиселимо, да што да донесу, месо, чварке, зимницу, ништо, што имаме. Сака да каже сок, благо. Добро. кафе, Ајде кажи ми кафе. сега јас. Ајде да донесем Јас. нешто. Добро. Кога не сум испаднал човек кон тебе? Дај пушти ги да видиме што збора уште тоа. Чек. Кога не сум ти платил, кога не сум ти помогнал пред Кейт сум ти рекол. Јутре ли кад ќе снима Кики га прашамо дали сте му тржиле пари, дали не ви исплатија. Да, рекла ми е на мене, ќе дојдеш ќе му дам пари. Добро, ајде. Океј, ќе видиме ќе ти чуеме. Бе, она се збори, ја не се Глед. држаја нешто. Чекај, прво мајка ти лаже. Дали јас зборав директно со мајка ти? С мене, ама и она ти с Ма јас со А тебе зашто не се зборав. јавиш, она остави број да се Јас со неа не зборав. Мацо,
Ти можеш да идеш да ти се гледа гледаност, да ти фрлям, да ти дам. Ја не сам отишла за тој. Она си спори. Го рече за паре, а ја после викам не, неќу ти идемо и на тераме. А денеска у нас збори се Да уште нешто секретно за За маца. Него јас го имам тоа видео. Тоест имаш Дека да, покажи. денеска мајка му на император збори нешто сосема спротивно за Маца, со која што вчера, види сега, да се надоврзам на тоа, тука не е крива Маца за тој Не е крива, ама Јас сум многу реална сега за тоа ние што сме се тука тука е крива мајка ти. Тука е крива мајка ти. Мајка ти те виде дека си на меч со Маца. Да. И после тоа што го направи со полицијата. Да, полиција не вика. Да, она реши да се уклучи кај Маца во лајф. И Маца не го угаси. Да, ама види, тоа си е нејзин проблем. Дали она не го угасила, дали го направила за шоу? Зашо и да го направила? Тоа си е нејзин проблем, тоа си е нејзино шоу. Ма не разбирам што се дешава. Мајка ти е таа што гледала таму. Мера, а тоа е нејзина добра волја. А сега она збори сосема нешто друго, еве го муабетот, с неки сега што го збори за Маца и за Ритко. Ајде да слушниме. Чекај другиот телефон. Не, мајко ми, не сум. Дека Мене ми ова пишала деска Маца, не дека се ти фер. ја ебаваш Маца и ја плаќаш за тоа. Ајде да Денеска слушам. тоа господи. Маца си взима Јас ќе дали ти веруваш дека Ја баре дали се Чекај. Прво како не ја ебам Маца и како второ и како чекај, како прво не ја ебам Маца и како второ дали вие двата или ти ќе посвесна си од лигушот, дали ти веруваш дека јас би платил за пичка? А не. Не верувам. Она без пари ти даде, брат, само да биде славна. Ја. Не, некоја пичка. Не ти одма се ти стави. Па не ти тој кажуваш као дека Ја збори за кажувам мене. некоја. Ти за Не, збори за мене, за добро. тебе, ја не знам. Говори за луѓе не Али сваќаат. тако делуе на лайф, како да имате нешто, ево, искрено. А што делуе? Чекај, стиемо заедно. Тој исто делуеше и со Мартина, така беа да шетамо. Луѓе, ако се работуваш с некога, тој значи заедно сте. Не знам, ја ти кажуј као гледач, не Видиш ли како болни луѓе? Еве денеска муабетот е друг. Ајде. С мене не паре да ми даде. Ја искрено кажу, не Маца, не Таца, не знам кој. Рекме 70 евра даја, ви сте ги замале, а мене не сте ми дале. Мене 100 евра он треба да ми даде и да не лъже. Тако е с неки макар што те бламираат и Ево го на почеток за Маца сега другите муабет. Ако сукниче да ме фаќа за гудзицу, мрж го вела За газица си те фаќал. Кој? Ритко ти го потфаќал. За Боке да нешто. Маре да ми даде сценарiju, ако не ќе ти пријал там све ќе ти се расторита. Добро ми не пуште, готово. Чекај, кој? Сака да кажеш. Добро бе, јас не можам да разберам што народ сте вие во Македонија. Ако Исто. јас и Маца соработуваме, тоа значи дека одма се ебеме? Какви луѓе јас седам. И сега, она го злоупотребува моментот Тоа над е мене. посебно с овој ти си била, јас сум те сметрала за тебе за коректно, за искрено, за Но ти паметно. што ти право ја на тебе, Океј. бе? Али, откад би нас с овој? Пушта го, мајко ми 7 сата и па има лошо од мене. Она си ја пушта за нејзин Па ти ја шоу. право лошо, ништо не кажа за тебе. Мајка му дојде кај мене Ето, и види. почна И да тоа спори, било ли? чекај, може ли да кажу јас сега Не во кој може, стан? не си управа. Како е било? Значи, играмо меч, ја император, доваѓа негова мајка, пишуе лош коментар, али ја не го свати, ја мислам за мене попутен, а не виде дека е негова мајка. И почнаа коментари, тоа е мајка на император. Ја викам чекај да виду, да не џабе сам го мютирава жена. И она се понудуе за угостие се качи, пошто е мютирана. И ја го качу и она почна да му збори на императора. Почна му кажуе, значи, спакујте се ствари, мрш од куќу, не знам како беше. Значи почна njega да га вреѓа. Туја не ми го треба тај пачавра у куќу, искочете од куќу, не човек. И ја почнав, като изостана на страна на кеј да го брану, пошто не е управа мајка му, то јас стои на тоа што го кажала, не е управа мајка му, затоа што не може она од луѓе 60 години да му бира на njega жену. Он има 40 години човек, значи од 40 години човек е способен да се избере сам жену. Каква и да е најголема курва, и да е најголема пачавра, треба да го прифати. И ја тој кажа лайф и почнаа да биде цело време они да се расправља. И ја га држеше лайф да ги смиру. Тој беше као имаше луѓе коментираат не е управо император, не е управо мајка му, император доваѓаше у гости, качуеше се цело време. Расправа беше цело време.
покушава да го смири во ситуација, таман се смири ситуација, таман луѓе ќе се смирив, ништо, мајка му измара од куќата, изгледа мајка му исто не е. Ама чекај, како дојдовте вие до тоа да зборате за мене? Не, јас знам, она почна да збори с мајка му почна да. Она почна за тебе да збори. Види брат, да ти кажам нешто, император. Јас сум ти понудил да ми бидиш личен возач. Хейтам те, не ти сум хейтер, да знаеш само. Ја прво тебе те сакам и те земам за личен возач мој. Може би ќе те земам, не ветувам. А знаеш ли зошто? Затоа што си лигуш. Сакам да те земам за личен возач. Ети сега Мацо пукни ќе му биде личен шофер на Ритка. Лигуш, затоа што си лигуш. Па нека ти добро да си. Затоа што си лигуш, Па љубоморна. затоа што си лигуш и ти од тоа ќе имаш заработка од мене. Ја те плаќам. А публиката сака лигуши и јас од тебе ќе имам заработка. Тачно. Затоа што публиката моја сака лигуши, јас за тоа ќе те плаќам и јас ќе заработувам од тебе. Јас ти кажувам. Нема проблем, бе. Јас ти Имај за кажувам. мене пари ќе. Ама ја ти кажувам реално. Плаќаме ти мене. Да не биде после вака така. Не, разбираш? не, Сега, кога се работи за пари, секогаш сум бил коректен со секого. Може би сум циган, ама не лажам. И луѓето што лажат не се цигани. Луѓето што лажат се лажговци. Разбираш? Не значи дека овој циганот лаже како мајка ти што ги вреѓаат циганите. А кога дојде тука за пари да се брука и да му викам за вентилот и да му викам да беше помлада би те искинал, не бев тогаш циган. Како она ги вреѓа циганите, а дојде тука да проси од циганот да заработи некоја пара. Разбираш? Да. Значи она е поголем циган од мене. Точно. Така? Да. Сега, јас заработувам месечно 10.000 евра. Не да се фалам. Јас заработувам месечно 10.000 евра и јас сум си го успеал тоа сам. Јас сум дошол до тоа ниво сам и благодарение на Бога секако што ми ја дал ова среќа. И мене мислам дека не ми е проблем ја на тебе ти дам 100 евра или на неа да му дам 100 евра или па на мајка ти да му дам 50 евра. Не е мене проблем. Да. Јас имам, заработвам доста благодарение на Бог. И помагам стварно на луѓе што имаат потреба, а не можам ја да поможам на луѓе што имаат кредити, што играат казино, што негде се заборчиле, што зеделе пари на камата. Мене такви души ми пишаат во денот по 200 луѓе за помош. Јас мислиш дека ја треба на секого да помогнам. Јас не сум ниту социјално, ниту Црвен крст, не сум ни милиардер, не сум ни не знам што, не сум ништо бре друже. Јас помагам на луѓе што стварно имаат потреба од помош. Кога ќе преценам јас како Ритко дека некој стварно има потреба од помош, јас сум тука да му дадам. Не затоа што јас сега ќе се правам мангуп со парите, јас давам затоа што знам како е да се нема. Затоа што сум бил, јас доаѓам од сиромашно семејство. Јас сум бил дете што сум гледал играчка и родителите мои немале можност да ми ја дозволат таа играчка да ја имам. Разбираш, и јас некогаш сега кога ќе видам некоја баш интересна играчка, јас ќе си ја купам и ќе се израдвам на неа еден сат и ќе ја фрлам, ќе оставам дома. Уште постои во мене тоа дете, бе, император. Јас не сум лош човек, јас сум најискрениот и најреален човек на сцена, ако сакаш да знаеш. Никого не сум излажал, не сакам ни да бидам излажан. Мајка ти не му дадов пари, затоа што стварна е недобра жена. Овде дојде само за пари и цело време беше насаскана за да земе пари. Затоа и не доби пари. Ти доби пари, ти немаш право да збораш за мене дека јас не сум ти дал денес. Ја ништо не збориш. Ете шупево кажа. Па луѓето куде нема. Јас сам ја кажала, јас сам само пратила доказ. Нема, ама тој што мајка ми збори и јас што го пало што ти. Па ти збориш. Еве македонците да кажеме имаат еден успешен во државава. Еден успешен. Јас успешен што прави шоу, што прави луди работи, што прави се. Ја ги смеам, знам дека многу луѓе ме гледат и се смеат, затоа што сме забавни ја и Амет, и Алексо и сите. Да. И знам дека ме гледат, ама ја пак за нив сум циган. Не можат да ме прифатат како дел од Македонија. Ова е моја држава, ја кај кур да одам. Да, куде нас. Јас зборам македонски, не зборам француски.
Ама какво веќе? Ама не, тие тоа така го гледаат, разбираш? Еве, кажи кај дека се дружи со ромици. Тие ме гледаат затоа што го сакаат тоа да го гледаат. Ама тој нема врска. А тие после лајвот пасун цигари. Тој да се дискриминирани роми су да. Ама сакам да ти кажам дека никогаш ниту еве Кейт нека се пожали нешто од мене. Ти пожалете се нешто, Аме пожали се нешто, Алексо пожали се нешто, еве кој било нека се пожали за нешто, јас кога сум му сгрешил, немаш право ти да го ругаш моето име на TikTok. Значи ти ќе збораш денес, 200 души те гледаат, од тие 200 души те гледаат, да кажеме 100 деца. Децата веруваат одма во император, дека Ритко не даде пари, па ќе ми пишат 100 души мене на Инстаграм, Ритко зашо не даде пари. Кога сум излажал iPhone 17 Pro Max дадов, уште 9 iPhone и 17 Pro Max треба да дадам. Делам пари на секого што ме следи на Instagram, YouTube, Kik, во Куманово треба да разделам пари, не можам да разделам пари од проблеми, па со она проблеми, па со ова проблеми, па со тебе, па ова, па она, па средувам, па кири, овде плаќам, па струи, па патувам, спонзорства, значи не можам да стигнам да делам пари, а не дека јас немам за да разделам или дека лажам. Јас му кажав на сите да почекат, ќе дојди. Треба да доделам Golf 5K19, треба да доделам Ninja Kawasaki мотор. Значи давам затоа што имам и сакам да инвестирам во тоа, за да си земам повеќе и повеќе публика колку можам. Луѓето се свесни јас дека тоа го правам за маркетинг. Да, и за пари. И за маркетинг, и за контент, и за се. Ако збораме реално, сега во 2026 година, како можеш да го купиш ти народот император? Со пари. Парите се моки. Ти што и да направиш за народот? И предобар да си, и Исус Христос да си, џабе. Луѓето денес се купуваат со пари. Затоа јас инвестирам во тоа. Или дарче 2, 50 на овај, на тој што ме следи, ваму, таму, инвестирам. Тоа си е маркетинг. Јас си правам маркетинг и тоа ми предонесува публика, ми предонесува фоловерси, луѓето се силат, илјадарче, 50, 100 евра. За некој се многу илјадарче или па 2000. Како не? Јас знам луѓе што работат цел ден за 500 денари. Разбираш, јас не подценувам никого моментално. Ама јас кажувам дека луѓето можеш само да ги купеш моментално со пари. Ти ако сакаш, види, ако јас сега ова куќа ти ја подарам тебе. Така? И сето тоа го уснимиме како ти ја подарувам. Луѓето ќе напишат 300 коментари, абре ајде му ја подари, зошто снимаш кај ќе му ја подарваш, се рекламираш. Или па да земам да ја срушам куќава и да се снимам, со багер да ја срушам, ќе имам коментари од типот на абе зошто не ја даде на некој што нема каде да живее ово. Значи никако не можеш да му погодиш на луѓето. Што и да направиш, џабе. Разбираш, јас тоа го знам. Што и да направиш и од матката од газо извади си ја, па нема да му погодиш на луѓето. Кога луѓето му најделе мана на Исус, што останува па јас? Кој сум јас да не ми најдат мана? Разбираш? Значи луѓето народот го осуде Исус, а не Понте Пилат. Понте Пилат го пушташе, народот го осуди Исус. Кој си ти да не се збора за тебе? Кој си ти па да не се збора? Колку и добрини да правиш, џабе? Зато вака купи ги со пари сите и тоа дај му по илјадарче 2, еве ви следиме, вамо ме следиш таму, не ме следиш, еди ти. Во шоуто така е, да. Разбираш, тоа е тоа. Дај му нека јадат, нека пијат на сите. Али во реалност, значи, еве јас овој го одгледувам. Го зедов од улица, ни мајка, ни татко, никој не се грижи за него. Од кај да знам ја овој, еден ден не му текне, па ај пичку матер, бе, пичка ти матер. И он ми кара на стори некоја збора за жена ми, ама јас не му обрнувам толку внимание затоа што човекот не си е во ред, стварно, не си е во ред и не можам него да му се лутам. Амете стварно срце, душа од човек е Амет и не можеш да му се налутиш на Амет. Ама откаде да знам јас дека он утре нема да се врати назад? Не ме знам предритка. Чекај. Откаде да знам дека јас Сечоци од лайф. Тој се отсечоци од лайф. Мацо, не си добра со памет. Тој се отсечоци од лайф. Мајко ми да правиш шоу. Кад почиња да збори за Ритка, снимаш га,
Тој и викаш и он збори за тебе и ја може сам кажа нешто на забанци да го палу, тој сам кажа као сокови си купила, не сам кажа Ритко на мене не ми е Знаеш, видева луѓе каков си, што си, нема што Еве, па сака да јас ќе ти кажам, луѓе видева дека ти освен да се соблечеш окој гузице и сиске, ти друго нема да покажеш. По коментари виду дека твоја интелигенција е многу ниска. Ја може да сам блесав, може да лaju како куче, ама сам по-паметен од тебе и по-пројден, да. Да, ти можеш све да направиш за пари. Не, ја не правам све за пари, ама Срца ти ми јутре се ти знаеш. ке родиш дете и мама се Нека потврди Маца, чекај, нека потврди Маца дека снеки во лајв кај неја те викаше циган, запирка, цитирам, видиш ли Даниеле циган си купи стан, а ти лежиш. Дали е тоа точно дека во твојот лајв? лајв? Може да ме напаѓам, гледа сега, неќе да се расправljам, со овакви луѓе не може да искочиш на крај. Стварно, пошто некој што има ваква IQ 0, не може ја да се расправljам. IQ собна температура. Стварно, ја ти си напуштај уште малце, не може да седи у просторија со ваквога човека. Има куде он зборија, што е зборија, јас сум обратила на Ритка, пошто кажала сам, ја кад сам дошла куде Ритка, јас сам кажала луѓе, како е, овој ќе те продаде за ситно, брзо ќе те продаде, значи џабе му дава шансе, јас сам исто била тај што му давала шансе. На мене си ми давала кад ја ти у тебе не тражу шансе. Не сакам уопште да разговарам. Не, јас с такви девојки не правам обе. Он нема што да каже друго, осим да ме коментира тој како изгледам, пошто ја 20 години имам. Може ми се, тренирала сам, имам добро тело, рекламирам си се, убаво се облачам и сега ти изгледаш добро, што одма луѓе ќе кажат, ова е курва, нема друго што да кажат. Значи други навреде не може да кажат, пошто нема. Може само кад се дотераш убава женска, одма луѓе сви курва е. Google или Safari. Мене не знае, битно, моја околина ме знае, јас знам која сам, што сам, нема што се правдам од дека на некога Рајка од Свирипичино. Не, види, нема проблем што мајка му на император ме нарече циган во лајвот на Маца. Ја па како прво не се лутам некој кога ме нарекува циган, затоа што луѓето не знаат прво што значи циган. Циган зборот потекнува од старогрчки јазик и циган значи непобедлив. И мене курот ме боли кога некој ме навредува со зборот циган. Ја се гордам, ја циган сум бе, пријателе. Ја циган сум и заработувам поиќе пари од тебе и сум поуспешен од тебе и помагам на луѓе што стварно му требаат и давам на секој пари што му треба, што стварно му треба, давам од и знам како е да се нема. И сега ја ќе се замарам што мајка му на император рекла кај Маца циган. Па што треба сега Маца да направи за тоа? Немој да му викаш циган. Еве сега вика паметен човек, јутре ќе искочи, еве луѓе, Мартина не се викам, ако не биде сега паметен човек, дека сега ќе му лиже муда. Нема да му лиже муда. Сега ќе му лиже муда, искочи 2-3 дена макс, ќе видите што ќе биде. Еве, јас сум само реален. Правете само едити да видите што ќе се деси. Еве сега му лиже муда. За 2-3 дена исто ќе биде. Сам ти ја лежавам муда, имам ga твој број, дали сум ти се вија дидува емисију или нешто такво. Знаеме како е, знаеме да е многу добро. Добро лежу му муда, Ритко може да те лежу муда. Не може. Или Маца ги боли лиже. Смирете се. Смирете се. Знам те пушко док си пиштој била, луѓе, ја тој за njega, тој да. Еве, гледај се за мене. Знам те пушко док си пиштој била за тебе само тој. Мене ме знаеш, ти мене ме запозна таму. Виде. Мајни се не сакам да те знам више, ти за мене не постоиш. Што мора да ме знаеш? Станеш ме одеда со собога, стварно. Ја ти си сама стара снимала си, викам ти избаци. Маца, ти си за мене перфектна особа, добра, приватно си се дружиме, со жена ми си најдобра другарка, се дружите, излегваме, јадеме, пиеме заедно што се вели. Досега ти мене ми немаш ништо сгрешено. Доколку ти мене ми сгрешиш, јас знам што да направам и како да те нападнам и што да кажам за тебе. Разбираш, затоа што се знаеме приватно. Така да, нема што да си грешиме ја и ти. Ти си за мене една добра особа. Ама, овој, не знам каде сум му сгрешил на овој, за да вика, Ритко не ми дал мене ниту еден дена. Не, јас сам така кажа. Ма еве Маца вика. Секој ден давај му по 1000 евра, секој ден. Да му дава по 1000 евра, еден ден 100 евра да не му даде, пак ќе бидеш лош. Еве, значи он е таков човек. Он е таков човек. Дали сам побараја помош? И он е мајка му. Јас не сум ни брат на император, ниту татко, ниту стрико, ниту па неја, ниту па тебе. Зошто да ти давам на тебе пари?
Ама па еве она вика колку да му дадеш, кој ти тражи, не тражи, ничто. Како не тражиш? Тражија си му кога си дошија 100 евра, нели? На кога сум тражи? Па ти збориш у лајв кога мене дека се му тражија 100 евра. Имамо куде дел збори луѓе. Куде му тражи 100 евра, бе? Слушале ги нели гласовник куде тражи 100 евра, вртијат, договорија се за 100 евра да дојде. И он и мајка му по 100 евра. И не добира ништо. Он кажа сам дека денар не му ја дае Ритко. Еве ти сега јас ќе ти кажам пораки со император. Пушти му гласовник да слушав луѓе дека не ја зборија. А куде се прави сега од дека мазна баница? Гледај се, Снеки прашува колку пари ќе дадеш. Значи, император ми пишва порака. Камера. Ете сега камерата, Што блокава? у пичку матер, ајде бе брат, дојди бе брат Јован, види што е проблемот бе Ајде брат. пушаме по една цигара. Ајде. Тука не ви се мешам, пошто не присуствувам на лајв. Куде? Вие бивте, ја Да, бев на страна. спиеш. Па да, ја те бранам, тој Не не бев си дошла. присутна. Тој не си дошла да слушаш кога те браним, а Не кога сум. треба да ме нападате, мене први Не се. сум била присутна на тоа, не знам што си ме бранала, ама ќе ве ислушам, ќе видиме. Нема бе. Не треба се да го стави Снеки. Сега ќе дојдеме, чекајте. Не бе, Ригуш пуши джоин таму и ќути. Чекајте додека оладе другата камера, ќе бидиме со ова камера. Додека оладе другата камера, ќе бидиме со ова камера. Видите луѓе, значи ова не знам си изгубив веќе. Што зборевме бе? Океј, чекам сега. Ти покажа таму порака, покажи го порака. А, да, порака. Кај бе порака? Значи гледајте сега. Овде зборам со император за да дојдат, прво му вршам телефонски разговор. И овде ми пишува император, Снеки прашуе колку пари ќе дадеш. Ја му викам, изненадувајне, нема да е ситно. Ајде Ритко сега не ме дупи колку ме испонижава на лајв с мајку, ми се за... А, добро, ова после Одно звања тоа. да го понижава и да го плати. Гледај са, Хајде. изненадување нема да е ситно. Добро, доаѓат на лајв, а пред тоа кога му се јавив на телефон ми вика мајка му, не можам ја да учествувам на такви работи, јас сум стара жена, овона. И после му викам, прашува мајка ти дали ќе дојде за пари. И после ми пишува император порака, Снеки прашуе колку паре ќе дадеш. Ја му викам изненадување, нема да е ситно. Ниту му кажав 100 евра, ниту му кажав 50, ниту му кажав 200, ниту му кажав 500, ниту му кажав 1000. Значи му кажав изненадување. Може да се јавимо. Значи јас сцнав тука Снеки, значи јас не сум просто момче. И гледајте сега, после лајвот, во 2:50, Лигушот император ми пишува. Ајде Ритко сега не ме дупи колку ме испонижава на лајв с мајку, ми се заебаваш и сега ме дупиш па. Му викам, што ти е бе Лигуш? Имаше 4700 души на лајв и јас му викам, што курсе губиш бе, ти кажав чекај, ајде чекам и Кейт па ме изнервира. Зашо? Па зашо пушила? Ти не си добар, му викам. Па дај, ќе ти дам сега 50 евра, помини тука пред... Небитно. Леле 50 евра за мене и мајку. 50 евра му сум дал за него и за мајку. Не сум му дал 50 евра за него и за мајку, сум дал 50 евра само за него. Мајка му не сум ја платил, затоа што како човек кога ја поканив не дојде, а кога ја поканив за пари, не беше стара и Нема мајка му што му пишала, Мацо, не стоиш на збор. Значи ја кажа дека ќе го прашам Ритка и ќе му кажу. Цело време пише, Мацо, значи не стоиш на збор, ја опиша платија на императора 70 евра. И она пишала, а на мене ништо, он со зор му даја 50 евра. Со зор си му даја. На кој? На император. Не. Со зор си му даја 50 евра, бар по 50 евра, а он лже ќе каже на TikTok дека не дава паре. Тоа е... Не знам колку се гледа. Бие разговор. А и она даде број, да му се јавимо и да му дадеш паре. Можемо да увртиме ако сакаш. Сакаш ли? Ајде вртимо. Ајде да му даде што ќе каже она. И овога штамчо не може да слушам, луѓе. Значи стварно е продадена душа, за ситни пари ќе ме продаде. Не му кажувај ништо, зборај си како да си приватно. Стварно не може да поднасам. Многу пута ме продаде во живот, џабе се прави овдека некој и нешто. Ало, Снеки? Олим. Ајде да те прашам у лајв моментално за паре што не ти ја даја Ритко, ќе ни кажеш ли? Ќе ти кажу.
Па ајде, значи која? Ти кажа дека денар не ти е дај ни на тебе на императора. Император бија платен 70 евра му е или 50 евра му е платено на императора. Не знам сега тачно На императора кажава 50 евра, а овај кад ти скочимо Кейт Бела рече циганско, кајде циганин лъже. Нема да ти даде, излъжалете. Кейт Бела кажава циганин лъже. Да. Кажа укола, само съксе. А она вика дека ти си кажава за мене с Ритка тамо, он имав нешто, они се на тој начин плаќав, не знам там човек се изборива. Не. Таа е манипулант, знаеш ли колко лъже, ако ми дойде главо, ќе го изцепо на тој другирашко наркоманко. Ама они поштива лайф, кој не се изборила лайф. Не, ја рекна, не знам, Маца вика, кад потържила на нju удава, јас сам стара, можда има нешто, ама на мене не ми даде. Те тој кажага, али она рече циганин, лъже, манипулант. Луѓе сите се против мене, јас сум сам против сите. Значи не лъже, јас сум станала, не ги пресам. Да знае дека на njega му дава тржиле, со зор не ги даја вика. А чекай, тебе, кад се договориле дека 100 евра треба да ти даде? Он ката мене вика, ја неќеше да иду, не неќу да иду там да се рекламирам, не сакам, не сам ја за там, ова е де гумна пора пред старица, магарица, она младиче па личиво да иде тамо со сви да се прта. Ама мене ме натера и ја рекла не иду, Данилка, нема, ќе идемо мамо, со свој козу, она беше тамо, не беа скарани, она дојде како за куро туда. Ама Ритко кажа дека ништо не ти кажа, не е зборија со тебе за пара. Да, не лъже. Кажа ми ќе ти даду паре. Ама од кад ти кажа он тебе 100 евра ќе ти даде? Кад ме вика, зашто с неќе да дојдеш, па ја ќе ви дам пари, ќе плату. Нека се закълне у дете. Ако не ја кажае. Ама не ти ја кажае суму на паре. Суму на паре, ма ич не ми даде. Ама он кажае тој ќе биде изненадување, не ја кажае сума. Изненадување, па што не ме даде изненадување. Али од 100 евра... Па дај императора, треба да сте си поделите. Од 50 евра да поделимо на тројца. Што викаш дека 100? Ама ти викаш 100. Па не дај ич бре, па 100 евра треба да даде. Како дава на други? Ама како е 100 евра? Чекај, ти дека тој кажа 100 евра дека треба да даде или он ти ја кажа 100 евра ќе ти даде? Ја кажа 100 евра, сигурно ќе ни даде, а ништо не ми даде. Ама ти викаш дека он ти ја кажа 100 евра ќе даде. Кажа ми, ќе ми даде паре. Ама не ти ја кажа нигде 100 евра, ти цело време збориш 100 евра, нигде не ја кажа дека... 100 евра, па за 100 евра иде, ти за колко идеш, кажи? Еве, нека каже Ритко, значи, не, стекнете тук, каже, значи, слободно. Збори за колко идеш ти, за колко идеш? За колко, еве, значи, дали сам ја потражила паре од до сега кад сам доваѓала? Ама она тебе ти ја дај, а на мене ми рече ке ми даде. Не, ја од тебе не сум доваѓала за паре, да, мене паре не ми треба, неки паре имам. Ама чека да ти кажу, ти имаш пари и јас имам пари, ама зашто да иду да се рекламирам без пари? Па ти си сакала да дојдеш? Кој сакаја? Па ти. Не сам ја сакала. Он мене со Зори и Даниел, ја не сам сакала да дојде. Он дојди да видимо се крвата, да дојдемо, дојди, ќе ви дам паре. Нека каже право и нека се крси, нека гледа у Господа кој е прав, да го исправи Господ. Ако не, то се бале да не застане на ноги, ако не ја кажае. А овај рече цигани лъже, од му земамо 50 евра. Ете тако. Од му земамо 50 евра. Кој кажа така, императоре? Да. Она кажа, цигани не ни даде и на нас и дома од даде 50 евра, не па на тебе да ти даде. Тој кажа овај, другирашка. Не, она кажа, Ритко не му трежи паре, она се ви обезбеди ми превоз. Чекај, господјо Стеки, добро вечер. Добро вечер. Дали јас и ти се договоривме за некаква сума јас тебе да ти платам? Не, ти ми рече ќе ти даду пари, ја ништо не ти одговори, викам ќе ми даде, не ти реков дека јас ќе ти даду пари, јас зборав со вашиот син. Излажа. Јас зборав со вашиот син, господја Снеки. Не, ти на мене ме кој кажа, дојди, зашто не ќе дојдеш, па ја нема без пари, ја ќе ви даду пари, ја викам, ајде ќе даде, знае колко треба да не биду циганка да тражат. Дали се договоревме јас и ти за сума? За сума не, рече пари да ќе дадеш, за сума не. И овие Ти цигански не тражиш, Ритко цигански не ти дава и... И они кажава, цигански му тржимо 50 евра и она рече, овај цигани не дава, нели го знаете? Добро, а ти зошто сега го молиш циганот за да ти даде пари? Па зашто ме излажаја? Јас те излажав, што те излажа циганот? Ти рече ми да
ми дадеш, а ја неодредено суну да виду колку ќе Добро, дадеш ти. зошто ти не прифати кога те поканив јас како гостин, а кога спомнавме пари веднаш прифати? Зошто, господја Снеки? Не, ја и после му рекна на Данила, праша ги за пари, рекна Данила, не иду ја иде, ти си нека каже кој испала. Господја Снеки, зошто вие не прифативте да гостувате кај мене кога ве поканив како гостин, а зошто прифативте да гостувате кога се спомна пари? Чек да ти кажу, ја не прифати ти ми, рече ќе ви даду паре. Ја не суму да ми кажеш. И ја викам, Даниле, не ми се, ајбе, мамо, кидамо. Добро, после... Па зошто се согласивте за пари, а не како гостин? Па чекај, неќу да се рекламирам, ако даеш пари ќе дојде, ако не, зашо да доаѓа? Како му даваш на Мацу? Ма чекај, ти од кај имаш доказ дека јас му давам на Маца пари? Знам ја све. Од куде знаеш дека ми дава Откуде пари? знаеш? Знам ја, кога ти рекнам, Мацо, тебе дава ли ти пари, викаш на мене ми дава. Па зашто на мене? Не, ја ти кажам, ми смо правиле пред тој рекламе. Увек ја испаднаја афер кога треба да правиме рекламе, значи друго е што јас стојам овдека. Ми кога се договориме некоја реклама да правиме, Чека, Мацо, исправно збори. Ти рече, а на овие ги даја 70 евра, они скриле на тебе не ти дале. Тако ли беше? кој му ни кажава тој? Ти? Што сум кажала? Имам напишано. Куде си ми напишала? Немој да лъжеш. Ајде кажи. Абе ја ти пиша, еве, значи сега му го покажа Рече, император. ама кој? На императора му даја 70 евра, а не се пишаја скрија. Ало, немој да бидеш. 70 евра, они са ти скриле, на тебе не са ти дале. А они вика, отвај му потържи му 50. Гледай го како лъже. Јас сум ти пишала скрија. Не, па да, пишуе. Ај, брате, кој пишуе? Го чувам. Јас сум Пору. Чека, јас сум ти пишала, имам Ритко ги скрија паре. Ритко ги скрија паре, не ти даде тебе. 70 евра на императора, они не са ти дале, скрили са на тебе. Јасно ли ти? Леле, јас сум ти така кажала. Да, има напишано порука, куде си ти, Маца, пишуе, ја ќе го покажам. Ајде, прати го поруку. Леле, па ти си бори. Па ти си била иста како сина ти бори. А ти? Леле, ја викам ти си бар била малце по-нормална. Оно, Еј, ти си исправна. амо и па ти си била забегала, нема до куде. Јас сум Тебе и сина ти ни Господ нема прави, ајде мрш. Леле, мајко мила, видите ли, мереме мести. Ненормална. Овие бетер од цигани. Леле, мајко. А колку боли кога циган е лидер? Колку боли кога циганот О, е лидер? бажо, Луѓе, значи- колку боли кога циганот е лидер? Колку боли кога Катастрофа, циганот... катастрофа, с какви луѓи Сам сум овде, сам. Ма нема врска, јас сум сам против сите. Парите се во мене, моќта е во мене. Јас сум Не, а, против ти си сите, скочил сам кога против. е го збориш. Јас не зборам за тебе, зборам за Снеки. Па јас сум туја. Бе, кој збора за тебе? Ти си Ако? мој човек. Не Ако? можеш да сваќаш ти. Не можеш ти, кога треба да се кажеш свие, ке Ајде, то брајте. Дојди ваму Кенц, мораш да признаеш сега. Ајде, му. Дали кога излезе од тука во кола му рече на Снеки нема да ти даде циганите лажат. Биди искрена, са рече, никој нема да ти се лути. Ја мислам дека е лъж. Јас не сум ми рекла такво. Она каже сега дека се кажава циган окола Звони. едва и 50 евра му излекле и на мене ме навести, јас сум кажала 70 евра даја на императора, скрија на тебе Јас не не, даја. јас дојдов посебно. Таа ноќ, ако се сеќаваш, значи јас дојдов, нели ти прати да ме земе, да, значи. Добро, чекај, звони му на Да. господја Снеки. Брата на куре, ше. Че стварно. Еве. Чекај, тој некака да се слуша. Ја мислам дека овај најше лаже мајка ти. Мајка ти е Да. Ау, мене Да. Ти викам изгаси го Да. Мацо, она Ау, страшно. Да, нема крај. Нема крај. Господја Снеки! не се не се јавја. Нема ни се јавува секогаш кога треба да се соочи со мене. Чисто Не, тоа да сега знаете. зборевме, ја Затоа кажа. што кажува лаги. Затоа ја дојдов минатата. Господја Снеки! Кажи, Дали кога искочивте од кај мене од студио, господја Кейт Бела рече циганите лажат, нема да ти дадат пари? да, А да. од каде ја знаев господја Сники дека вас Еве, са у кола ритко? се дињамо, Само она момент. кажа циганите лажат од пее, нема да даде пари. Само момент, господја Сники. Од каде ја знаев дека вас дека ритко на вас ви ветил пари за толку кратко време,
овде до кај вас има само 5 минути пак. Кога јас успеав сето тоа да го дознаам и кажам, Ако сакаш ке дојду, ке ти покажу поруку од Маца каде пишува се прочита. што од Маца? Јасно ли ти? Што се од Маца? Јутре ја ќе искочу и ќе ти... Ајде сега ќе те земам, ајде сега те земам. Што од Маца? Еве што од Маца, Маца што говори. платила 70 евра. Еве, значи оно и цело време замара. Кажи му на Ритко, кажи му на Ритко, викам, Ритко кажа дека император е платен 70 евра. И она сега збори дека јас сум кажала скрија од њуга. Право да кажете. Господја Снеки, ќе ви поставам едно прашање. Господја Снеки, зашто ова му го правите на син ви? Господја Снеки, ќе ви поставам, научете се да разговарате пред се и да бидете културен човек, затоа што овде се софистицирани и културни луѓе. Вие вчера, ова девојче, го злоупотребивте за цела вечер да се жалите од мене и од вашиот син. Дали е тоа вистина? Да се увлече само кога нас да дојдеш да спиеш. Ама ја имам дом, императ, вашиот син е повеќе кај мене, отколку јас кај вас. Да, господја Снеки. Само момент, тоа не е темата. Темата е, дали вие, без разлика, дали тоа оставаме на совеста на принцес Маца, дали требала да ве изгаси вас или не. Вие немате во моментот право да поставувате услови. Дали вие го злоупотребите девојчево за да се уклучите кај неза на лајв и да не напаѓате мене и император цела вечер со поградни зборови и за истото девојче. Денеска зборевте на лајв пред 500 луѓе дека она му го дава газот на Ритко за пари. Како не ви е срам да злоупотребувате? Амари ти кажа, Како не ви е срам? Имам снимка, господја Снеки, дали сакате да ви ја пуштам? Како зборувате? Вчера се жалите, го оставате девојчето. 7 сати без пиење. До сабајле јас пиев и не бев присутна на вашите чаршишки муабети. Баравте совет од 20 годишно девојче, што може да ви биде внука. Го ругавте вашиот син и мене. И денеска за истото девојче рековте дека она го дава газот на Ритко за пари. И на вашиот син му викнавте полиција за колата што си ја купил сам. Вашиот син, додека доаѓавме наваму на кај Ритко, плачеше од вас, господја Снеки. Вие сте многу зла жена. Не знам што ви е целта по лајвови ова што го правите. Засрамете се, господја Снеки. Вие сте валкан човек. Уличарке, кантарусо. Погледнија, од шо ќе биде најпозната, од срамот што го трпи, за срам, вие сте за срамота, вештерка, вештерка една. Кажи, слушај, молим те, засрамете се. Аме, ај брани ме, види вештица што ми збори, стара ванчека. Овде испаѓа... да дојде Ритко, ќе ти настури брак, тај не го примај. Ја, ау Ритко, сега и тебе бракот ќе ти го растурам, пази. Пази, брат. Пази, мужа. Ти збориш дека деца избегала од њума, ти збориш дека деца избегала од њума, а твоја дете си го набаваат куќу. Пази, брат, да ти го расипам бракот, мужа. Пази. Тако ли е Снеки? Амари, Ајде, Види, Снеки. овде испаѓа дека сите сте против мене. Зашто? Па ти, еве, старава вели, ти си зборала циган. Да, мене ме намести. Маца вели овај зборал дека не Па сум му ние, дал динар. да. Па сега, значи, само она не зборала. Мајка негова вели... А лајмовите и делата што покажуваат? Да, мене луѓе како ме намести. Гледаме по Јас делата. сакам лојалност. Еве е лојалноста. Јас сакам директност.
Ти дури и да си рекла такво нешто, јас нема да ти се навикам. Апсолутно. Затоа што јас сум го слушнал тоа од тебе милион пати. Ритко, јас тебе многу работи сум ти рекла, сум те пцуела. Еве тука јавно ти се извинувам за тие мои погребни зборови, може би не требало тоа на таков начин, пошто ти ми се извини за твоите зборови, ја не. Али ти знаеш дека кај мене нема бе брат. Ако сум рекла бе брат. Нема тука, нема дилема тука. Така да, јас затоа дојдов минатата емисија, затоа што од оваа жена јас бев клеветана. Она мене ме клевети. Луѓе, ова е Бог да чува. Еве, беше вчера 7 сати кај тебе на лајв. Ау, па вчера лежа газ дап, кажи ми проблеми, ја како добар човек, ај после Ти вика, ти си добра маца, ти си супер, ти си, ја тебе те поштувам, а денеска ти вика, му го даваш гзот на Ритко за пари. И сега измисли, ја и пишав, значи цел ден ме моли, кажи му да Ритко за пари, пишува, ја и викам, значи кажа Ритко сам, ја ќе да го пишу. Платија на императора 70 евра. И ја опаш пиша, да не ме замара женава, људи, платен е император 70 евра. Стварно, значи, мене ми беше осетлива тема, пошто е негова мајка. Јас долго време, јас 2 месеци не за неја ччкав со тоа што на мене ме вригаше преку лајвови. Ме нарекуваше со секакви погредни зборови неколку пати, 4-5 пати погледни, јас колку сум толерантна. Значи, еднашка наркоманке. А јас, господја Сники, ништо не направив сим што го сакав вашиот син. Јас ниту чекав колку сум била, јас ја дојдов како гостинка, ме покани он мене, ја тој неред што си го направив, дури и неговиот заостанат неред. Јас го средив, сега некој гази на мој карактер и нормално е, јас ова не се работи што Ритко беше во право што рече ке тука не станува збор ни за пари. Тука не станува збор ни за ништо, тоа ти беше сосема во ред, Ритко, тука станува збор за газање на морал и карактер. Така е, јас не сакам да ми апсолутно, и затоа Ритко... Гледаш што пишала, куде е мајка, куде ти е татко, гледаш, местиш ти... Да, она сега те вре, она сега и тебе ќе те напаѓа. Ти треба да преземеш малку од мајко, ти сега се правиш добрика, не после да идеш тамо да с мајко ти смируеш се. Истото му не. Ја ти кажа изфрли го мајко ми ти 7 сата кога збори. Па она се прави добрика. Ја да му људи, цело време ја го слушам. Ја викам ајде да га изгасува, ајде видимо се људи, она почне па да збори, па отвара тема, ајде викам добро. Ја ти викам милиција ми викна изгаси. Тапкајте до стиле. Цело време ајде добар да бидеш и на крај паси лош. Слушам го не сум спала, значи не може да ставам со бајле људи, треба да снимамо, имам договорено, значи све. Не може да стане да го слушам нјојни проблеми и да ми се жали и на крај па ја лоша. Измислуе. Она ја кажа цела приказна, цело патешествие болно на незиниот син. Тоа е со тоа што император завчера вечерта се случи тоа, еве ќе бидам реална. Нема да споминам чувствителни теми, како што знам, он има изгубено брат. Точно, и јас. Значи, она има изгубено дете, Бог да го помилува, значи нема да навлагам во детали. Император е низин единствен син, со кој што она со полиција нас не изврли. Малце беше тоа што не изврли со полиција без никаква причина. Влезе во лајв и ја раскажа целата негова приказна, целото патешествие од минатото со разводот него. Тоа е пола лаж. Болно патешествие го клеветаше, го викаше како наркоман, како секој. Умри му викаше. Умри. Да, тоа беше громорозен чин, значи страшно беше тоа. Малце беше тоа, денеска на доаѓање кај тебе во емисија, му се јави на телефон дека му викнала полиција, дека сака да му ја земе колата што он си ја платил со негови пари. На кој гласи таа кола? Император денеска не можеше да дојде тука, затоа што цел пат додека патувавме наваму тахикардија имаше и се тресеше човекот. Он е навистина добар човек. Ја не знам што сакам, зашто неговата мајка се и тоа го прави на него. Не зборам за во минатото. Ја не сум таа што треба да одговарам кој платил, кој не платил сметки. Јас сум само 15 дена во неговата куќа, он ме викнал како гостин. Ја мојот неред сум си го средила и повеќе од тоа. Император е кај мене, јас се грижам во мојата куќа за мојата куќа. Не му викам на него, така ти викам срце тебе, ај среди го, ај измеги шолите, ај измеги дури и твојот неред го чистам, истото што сум го правила и тамо. Зошто сум ги донел на лајв? Сум ги донел на лајв затоа што не сакам да се руга моето име. Значи јас јавно кажувам, не му дадов на мајка му пари,
затоа што мајка му овде се исили за да дојде за пари. И таа дозволи да биде вреѓена за пари, а јас кога ја поканив како гостин, нормално како гостин, дали ќе учествувате на мојот лајв госпоѓа Снеки, таа ми рече не. И кога јас му понудив него пари, тој си зборна издаја со мајка му и после ти ме прашуе Снеки колку пари ќе дадеш. Јас не ти кажав сума и реков ќе биде изненадување. Точно. Да, оти мене ми беше со план да ја скемнам мајка ти, затоа што таа се испонаша недобро со мене. Значи, за вака не ќе да дојде, а за пари сака да дојде. Разбираш? И мене тука ми се ствара. Ти ви коментираш 100%. Мене тука ми Зашто не ја кажеш, еве гледа. Па ја кажа. Сега пишуе пред 3 сата. Сек се прави дека добринка, исто го збори. Ама ја кажа пред пола сат дека ја мислам дека имате нешто. Еве, значи ти коментираш дали Ритко ја рснал маца, ти коментираш овде 100% император. Зошто? Па на кој као гледаш тако делуе. Као гледаш као твоја публика тако делуе, да. Значи ти мислиш дека јас и маца се ебем. Да, бе. Зошто мислиш тоа? Дај ми факти, зошто го мислиш тоа? Дај еден факт. Болест. Па зашто мислиш, зашто тако изгледа бе брат, тако изгледа на народ како публика. Па пуно мислим, не само ја. И Да, ќе има комар, ќе има комар. И Бог и 13 вика дали го рскаш, рускаш. А чека, ако си убава девојче, ако си дотерано, Ама и што ако има дојдеш тоа у лошо лајв, ако мислам дека го рскаш, што е значи лошо тој ли? Што лошо ли е тоа? Тоа е само моје мислење, а не тврдо, само мислам. само мислиш. Тоа е моје мислење као публика, Ритко. Види, јас и маца соработуваме и жена ми добро знае дека секоја жена која што ќе дојде овде или убаво девојче како што е маца, тие се само за работа и ништо повеќе. Жена ми тоа го знае. Маца живее со мојата жена. Да, мојата жена го знае тоа. Добро. И значи не знам зошто луѓето во Македонија мислат дека кога ќе некој се појаве јавно со некоја, јас можам овде на лајф и да се гушкам со маца, можам и да се гушкам. И они би дале пичку да постигнев некој цил да го. Значи ти не до тебе, до женске. Ти мислиш дека маца е лесна жена. Кој? Маца е лесна жена. Општо, брат. Типичен селјак, луѓе, типичен селјак. Ма што са ќе Значи ти ти дам доваѓаш одговор овдека, мислење, гледај селјак, добро. може ли селјак добро? сум. Значи ти доваѓаш овдека, зашто? Куде? За овдека. За шоу. За шоу. Ако може од овој нешто да ме види некој да снимамо рекламу, да биду виден. Па не, а чекај, добро, а зашто па траеш Затоа пари? човек гледа, Добро, има зашто пуно траеш пари? публику. Онда, зашто Како? траеш пари онда? Кој траше пари? Ти си тражија пари. Па он кажа ги ти Еве дали да доваѓаш, теми, виж што? која е превртајка, луѓе, која е А превртајка? што сум превртајка, бе? И Ритко кажа ќе бидеш виден, ќе имаш повише гифтови на TikTok, не е само бенефит за Која е денеска. превртајка? Тоа е Ритко, Влегате дали ми на тако киксите. кажа, брат, Да, ти превртајка? кажа. Ова е за секого овде Лигуш, Не, реклама. па што? Лигуш, Лигуш, добро, бе, мачо право, тоа е Лигуш. тој. Влезите на киксите преку Safari или преку Google Да, kick.com јас коса сум црта дошло Ритко Ти мадафака. кажа, Kick.com коса црта Ритко мадафака. Зашто сам ја дошел? Преку Google или Safari. Лигуш, не знам дали се Ама тој На како- киксите ајде. Дали те тој По број дан, воспитание чекај, од да, мајку не- ти, ама каква мајка таква сега син? А ти, Мацо, какву мајка имаш? Кажи ми. Најдобро, најбоља на свет. Куде е мајка? Најбоља, сек ме гледа сигурно мајка ви. Па Најбоља ти на не свет. збори се. Најбоља на свет. И па добро. Боља И за жена. мене може најгора, Па, за најголема тебе. курва, за мене па најгола мајка ми. И Па за да. Ритка негова, и он не збори с мајка му. И моја А мајка зашто ми... го викаше курва ако е тага? Кој? Зашто ме изнервирала фекат, ја ти Можеш да викам му му кажеш гаси мајка, у колку 8 и да те сата. изнервира мајка, можеш да го кажеш. Како не, што све искледа на кажа не истина за Како мене. можеш да го кажеш умри ако го толку сакаш? Кој? Па гледаш, у тој момент те доведува до лудила, да се јас Аха. самоубију. И па доваѓа ми да се самоубију од нели постаци, како се Ти понаша. го викаш курва, ти го викаш Чекај, умри и она сама кажа дека не е добро да брани она кад некој некога сака. Па ја нума го сакам и после толку време да сам бија среќан, бија сам тужан, ништо не ми е било битно, не ми бија битен живот. Значи и луѓе, она ме да не брани. се разбереме погрешно, значи секој кој што дојдол овде, не сум гостел без пари. Значи дури некој да поканам како гостин, ја пак ќе му дам пари, затоа што прво јас сум таков човек. Не сакам никој овде да ми дојде за џабе. Еве Кейт прифати тогаш првиот лај да дојде за џабе. Јас пак не ја оставив, па му дадов 50 евра. Значи јас сум така воспитан, знам по себе. Јасно никој нема додам да на некого да му бидам во лајв за џабе. Разбирате? И затоа јас по мене си знам и јас затоа ги почастувам секој што е кај мене на лајв. Значи јас сум сам свесен.
А господја Снеки не доби пари од мене затоа што таа пред да дојди на лајв се договараше со мене за пари. И затоа не доби господја Снеки од мене пари. А господја Снеки да дојдеше господја Снеки овде без да се договара со мене за пари, мада не се договоривме, ја му кажав, ниту му кажав цена, ништо, му кажав само ќе биде изненадување, за да ја скемнам да дојде. И дојде и не му дадов пари затоа што пред да дојде ми бараше пари. А јас не сакам луѓе кои што ме уценуваат, кои што е цената као или дај пари или нема да дојдам. Епа нац. Ете ти. Не сакам ја луѓе, брат. Не сакам ја луѓе што лошо пренесела, брат. Не сам ја ништо пренесела. Значи она сама избореше лајв. Она 100 евра ми обеќаа Ритко. А Ритко кажа сега дека нигде не обеќаа суму, како прво не ја кажаа никакви пари, тачна сума нигде не ја кажаа. Она си вика секад во сјависмо потврдига тој. Значи она кажува дека лажала пред тој. Дека 100 евра требаа Ритко да го даде. Не знам, нема за мене си